Затоплувањето на времето и водите во речните корита повторно ги активира мрежарите рибокравци кои го пустошат рибниот фонд во водите на Кочанска котлина. Речиси јавно дење и ноќи групи ги претресуваат реките Брегалница, Кочанска, Оризарска и Зветовица, ловејќи неконтролирано. Таму ловат и спортски риболовци со пецање, меѓутоа не сакаат или не смеат да зборуваат пред камера. Само раскажуваат дека има мрежари, дека најчесто доаѓаат рано наутро или навечер пред стемнување. Лове со мрежи доста. Ја ги сретнувам, видувам ги. На некој опомену, викам, забрането е тоа, знаете. Кој никој не и бране, вика. Се зборува дека се лови риба и со експлозивни средства и дури со електрична енергија, со шокови. А има и такви случаи, ама тука не сум приметил кај нас, по Брегалница. Треба да има друштво, а не сум сретнал уште од ловочувари некои тие. Рибата е многу намалена, скрос намалена и јас се снаѓам некако, ама малку е риба тоа. Пошто водите се мали, водите, намалени се водите и фанат ги бентовето и нема вода по реката. И рибата лесно си лове со мрежи тога. Риби највише ги има клен. Има мрена, има ни кркавчки или бобчиња ги викат и по некоја платичка некаде се наоѓаат. Од време на време ќе се Караш има, почнува и караш да има во реката. Треба да има ловочувари да одат по реката и да ги гонат тие што се со недозволени работи. Мрежарите се главни препродавачи на уловената риба, остварувајќи при тоа дополнителна заработувачка. Во реките во Кочанска котлина има главно клен, мрена, караш, иако од време на време ќе се улови по некој крап или пастрамка, кои залутале во овдешните води. Кленот се продава од 150 до 200 денари за килограм, чистен што се смета за реална цена. Спортските риболовци коментираат дека поопасни, односно поголеми штетници од мрежарите се тие што употребуваат експлозивни средства или струја, при што практично го уништуваат целокупниот рибен фонд. Населението кој живее во селата покрај Брегалница вели дека често ноќе се слушаат детонации кои доаѓаат од кај реката, а ги предизвикуваат рибократци. Кочанското риболовно здружение во последните години конечно стави ред во риболовот, но засега само на езерото Градче, за кое има добиено концесија. Овде плански се порибува се со цел да се збогати рибниот фонд за спортските риболовци да можат да рекреираат. При тоа уловот е регулиран со правила кои секој член мора да ги почитува. Се очекува од наредната година ова здружение да ја добие концесијата и на Брегалница и другите реки, со што сигурно ќе се стави ред во стопанисувањето со рибниот фонд.